Уметноста е активност, производ или идеја поврзана со сетивата, со емоциите и со интелектот. Уметноста е твориште на човекот. Иако денес, кога говориме за уметност, најчесто подразбираме визуелна уметност. Сепак концептот за тоа што е уметност постојано се менува низ вековите. Уметноста се однесува на сите креативни и творечки действија на човекот, со исклучок на действата директно поврзани за обстанокот и репродукцијата. Хораци ќе забележи: сликата е песна без зборови. Па така, почитувани, пред вас се 25 слики, создадени на 12-тото издание на ликовната колонија Дрин 2020. Дела кои, како што вели Кристофер Лашт, се крик на слободата на секој уметник. Годинава уметноста одново се случи, но на дистанца, заради корона кризата. Уметниците, иако не се дружеа физички, сепак работеа во сопствените ателија, пренесувајќи позитивната мисла. Помислата дека даруваат нешто вредно ги водеше да создадат дела кои ќе останат забележани дека се создадени на 12-та ликовна колонија Дрен 2020, која ја организираше Центарот за култура Марко Цепенко со поддршка на Министерството за култура на Република Северна Македонија. Уметниците беа плодни, создадоа дела кои ќе останат во трајно наследство на Центарот за култура Марко Цепенко и на државата. Како што рековме, заради корона кризата, годинама во ателијата дома твореа 14 автори. Джигдем Джулу, аташе за култура на Република Турција, Беди Ибрахим, Мирко Војсич, Никица Тројкановиќ, Драган Најденовски, Марија Стојановска-Петковски, Тони Чатлески, Мирјана Крстева Масети, Владимир Темков, Жани Гелевска, Маријан Стојановски, Александра Димитрова, Ангел Коруновски, Тамара Танковска, кои на своите извонредни дела ги отслика нивните видувања, нивните импресии од секојдневието. Ги пренесоа со љубов својата уметничка душа на платното. Ги пренесоа нивните верби за подобро утре. Можеш да гледаш во сликата цела недела и никогаш повеќе да не помислиш на неа, ама можеш да погледнеш слика на една секунда и да размислуваш за неа цел живот, рекол Миро. Па така, пред нас, почитување, се дела кои ќе останат во трајно сеќавање. Дела кои се колоритни, кои зрачат со оптимизам и предизвикуваат внимание. Дела кои сами по себе се одлични, но и како заедничка концепција се надополнуваат едни со други и креираат врвна уметност. Почетоците на колонијата како врвна уметничко ликовна манифестација датираат од 2008 година. Преку неја низ годините се создаде вредно современно уметничко наследство. Во изминатите 12 на години на колонијата Дрен учествувале над 150 творци, еминентни уметници од земјата и од странство, кои создале над 300 дела кои се во собственост на Центарот за култура Марко Цепенков, но и на државата. Уживајте!